Глигор Кондовски е нашиот следен гостин. Јас ќе го најавам само како виолинист, иако тој е многу повеќе од тоа. Главниот повод за неговото гостување е концертот што ќе го одржи вечерва во рамките на Скопското лето. Добро утро, Глигор. Добро утро. Рековме тоа е главниот повод, но на почеток да слушнеме малку повеќе за тебе. Реков не си сам виолинист, како мултимедијален уметник, така те најавуваат. Сега јас ќе започнам, тоа значи виолинист, пианист, а ти продолжи ја низата. Па добро, тоа во склоп на музичките инструменти, да. Класификацијата е мултимедијалност, но јас сепак мислам дека секој уметник е мултимедијален. Затоа што веќе во светот и постојат и мислам дури и такви школи кои што луѓето покрај аудитивното веќе припаѓаат и во визуелниот дел на уметноста. Така да тоа е мултимедијално, тоа е кога веќе чекориш од аудитивното до визуелното или обратно. Има многу режисери кои што создаваат музика, има многу музичари кои што создаваат филмови. Така да мислам дека за еден вистински уметник убаво е да е мултимедијален и да го мислам да исцрпува инспирации и од другите уметности. Освен музиката, твоја голема страст е и филмот, и фотографијата, и ги испреплетуваш. Ме интересира дали во одреден период се фокусираш на одредена област, гранка од уметноста, или пак токму кон тоа тежнеш да ги спојуваш? Па да се играш со нив. Да, буквално е некаков вид на играње. Тоа е, мислам, интересниот момент. Инспирацијата е секогаш тука, помеѓу едното и помеѓу другото. Се случува, како мојот последен албум Encounter или Средба, кој што едноставно беше наменето филмско сценарио, а прерасна во музички албум. Значи, тоа исто така ми се случува многу често, да и музиката некако ја создавам инспиративно преку визуелни. И обратно. Некогаш едноставно не знам, да слушаш одредена музика или да создадеш нешто и преку таа музика наеднаш да создадеш некакво филмско сценарио за некаков филм или да ти е тоа едното со друго инспирација. Тоа е, мислам, генерално... Шест албуми имаш за себе, спомена еден, но имаш 6 албуми. Што е заедничко за сите нив? Освен ти? Па... приказните во нив. Ете, не знам како да... Мислам, иако се тие различни приказни, различна инспирација, општествена, политичка, социјална и така натаму, но многу од нив... Имаш материјал за пренесување доста, кога станува збор за политичката и општествената. Да. Па да, сигурно кога би прераснало тоа, може би и во некоја, ете сега да не кажеме, па и во добра книга, не знам. И тоа, или па во некој филм, може евентуално тука и некогаш и таа приказна да биде појасна за публиката. До сега со кого имаш соработувано? Вака, соработките се големи. Сега, не знам дали би спомнал од популарната сцена. Од популарната сцена имам доста соработки. Ете ќе ја спомнам Мијата, и она настапуваше на Скопско лето. На Скопското лето, да. Ете, јас свирам и студиски виолината на низиниот хит "Верувам во себе". Ете, неа да ја спомнам дека бев и гостин на низиниот концерт. Значи, ние покрај пријатели исто соработуваме. Моментално соработувам со PMG Jazz, таа е цела екипа со која што стојат несомнено позади сите мои креативитети. Соработувам со Мирко Попов, значи тој е исто издавач и продуцент на PMG Jazz, каде што ми е издаден последниот албум, Encounter или Средба. Владан Дробицки исто еден фантастичен джез музичар, со кого веќе имаме и дуо проект албум. Марија Каева исто една моја пријателка која што е вокалистка, едно трио кој што имам исто, значи јас, Владан Дробицки и Марија Каева посебен еден мал мини албум. И имаме едно трио кој што свириме фри джез, тоа е малку поразлично од овој стил. Што мислам дека и малку и
и рано за македонската публика. Преавангардно за овие простори, така да го кажеме културно. Да, мислам тоа си го признавам доста онака искрено, но љубовта е голема, ние тоа го создаваме, веќе имаме зад нас 2 албуми со тоа трио. Да го споменам и Денио Мерагич како контрабас, значи тоа трио е виолина, тромбони и контрабас, што е исто многу специфично трио за не само за овие простори, туку и на светско ниво. Мислам како камерен состав, виолина, тромбони, имаме 2 гудачки инструменти и 1 лимен. Така да тоа е екипата со која соработуваме. Како дојде до соработката со Скопско лето? За прв пат си на Скопско лето. Да, прв пат настапувам. Аплицирав, ме покани директорот Никола Глигоров. Културно како што треба по процедурата испочитувана. Така, да, и ми се јави Никола Глигоров, директорот, што така ете му благодарам и веднаш ми го кажа датумот, се договоривме околу тоа и тука сватив веќе дека сум примен. Ме покана, да, дека сум веќе примен, и дека ме поканува на Скопско лето. И така, тоа мислам така бидна целата таа ситуација, што ете и Скопско лето е за мене еден еминентен, традиционален, убав фестивал, кој што ете да не кажам единственото нешто убаво во Скопје. Во Скопје, да. Преку лето што се случува, така. Не знам да го кажам како пандан на Охридско лето, ете, така некако. Мислам стварно. Просторот е сулијан. Да. Каков простор е тоа за музичка изведба? Па фантастичен. Мислам тоа е задоволителна акустика, така е да кажеме, да, или над колку просечно. што имаме сознание, нели тоа е од 15 век, градба историска, која што факултет за ликовни уметности. И мислам дека поготово овој стил ќе си го најде своето место таму. Ова е некој амбиентално синематски стил, носи динамика и за во живо, затоа што обично филмската музика и не е секогаш убава за во живо да се изведува. Значи, мислам, тој стил, амбиентално синематски, кој што е театарски, филмски, е обично музика која што доловува емоција на филмски кадар и таа за во живо не е секогаш убава за аудиториумот, нели? Но се потрудив во моите албуми малку да внесам и динамика која што ќе може да биде да има комбинација која што ќе може да се изведе и во живо. Всушност, концертот ќе биде своевидна промоција на албумот, средба е насловот и на албумот и на концертот. Да, мислам така, промотивен ќе биде. Да. Промотивен ќе биде. До сега веќе имав неколку настапи, иако албумот е од минатата година, ноември издаден. Тој е мојот последен албум и така да до наредниот албум ете, планирам сите овие, до Скопско лето ми беше планот да се промовира албумот, како последно мое музичко остварување. Негде во материјалите по интернет прочитав дека кога си го создавал албумот, си го визуализирал. Дали тоа значи дека всушност си го видел веќе и својот настап со таа музика? Па, на некој начин? На некој начин, да. Да, на некој начин може настапот, но како што напоменав и на почеток, беше идејата за филмско сценарио. Може би завршил и како филм, но едноставно така премина во покрај технички инспиративно премина во, не знам, така во музичкиот дел од мене и настана музички албум. Да, инаку е приказна. Мислам приказна која што може да биде убава филмска приказна, може да биде и, па дури мислам дека може да биде и убав роман, мислам може да биде и убава, не знам, и убаво пишано дело, не може и убаво драмско дело, не знам. Како вовед за идната книга, да замислиме која би била, знаеш, она залектира како беше, кратката содржина на оваа приказна. Ајде да ја слушнеме. Па почнува со прилог, епилог, така, има тука 10 композиции, 10 наслови и дури самиот концепт дава некоја експозиција, па има некој развоен дел, така да завршува на крај со некој заклучок. Па да, има многу тука, има многу, мислам, но сепак оставам. Затоа што ако почнам да ја раскажувам, ќе
ќе биде голема. Аха. Така да оставам да Ќе го направиме доживее голема публиката. работа, да. Добро, тогаш пораката која е? Секој уметник твори со цел да пренесе некоја порака. Која порака ти сакаш да ја пренесеш со твојата музика? Па не знам, да се менуваме. Имам А композиција. нешто што најмалку сакаме да правиме, да не сме подготвени на промени, по се изгледа. Па да, мислам, знаете, и покрај вака, менувањето е, да, тешка работа. Убаво е секој да си го пронајде патот. Убаво е секој да си има контакт со себе си, убаво е секој да се пронајде себе си каде е, да работи на себе си. Без разлика со каква уметност се занимава, затоа што ние уметниците не сме различни од другите професии. Значи ние сме, може би се трудиме да се така сензитивно, да се бунтуваме во однос на тоа што не чини или тоа што чини. Па не слушам дека се нешто многу гласни, ама ајде. Па да, може би сме премногу сензитивни. Така да тоа би било пораката. И мислам секако и за младите уметници. Убаво е да работаат на себе. Убаво е да пренесуваат пораки. Многу е важно да пренесеш порака. Затоа што имаме многу музика, имаме многу талентирани, имаме фантастични таленти, како вашите гости претходно, што беа. Значи, многу е убаво кога сето тоа имаат они да кажат, а многу е битно да се каже нешто. Мислам, како секој од нас што сака нешто да каже, е убаво да се каже и едноставно тоа би ми била пораката кон сите, ете така, и млади уметници и така. Уште еднаш да ги поканиме, поканата е отворена за сите гледачи. Почетокот е вечерва во 20 часот и 30 минути. Да. Она што уште ме интересира е дали ќе имаш придружба на сцена? Не, значи јас сум сам, мојата придружба е мојот лаптоп, мојата MIDI клавиатура, мојата виолина, мојот вокал, имам и нешто тука што значи, треба да се... фактички како one man show му доаѓа нешто, така? Па така, многу уметници настапуваат денес така, поготово овој стил на музика. Ке си се клонираш самиот, малку на Па клавир, да. малку на виолината. Да. Па јас очекувам во иднина дека ќе ми помине овој проект, бидејќи не ми помина, да си кажам искрено. Уште си во оваа фаза. Да, и каде што преку Министерство за култура би ме поддржале во иднина, каде што би поставил и оркестар, бидејќи тој оркестар секако Не можеш треба толку да се многу да се плати. клонираш. Да, и финансиски треба да се подкрепи тој оркестар и така да се надевам во иднина ќе настапам со нешто. Да, така. она што го комбинираш на некој начин на твоите настапи, ги користиш придобивките од 21 век, кои што нуди многу алатки и кои што се тоа е. со тебе на сцена и ти помагаат сам да можеш ова да го изведеш. Па да, благодарение на 21 век, мислам тој си има своји аномалии, но за мене јас мислам дека еден има и придобивки да и ги искористиме придобивки. барем, така? Да, технологијата е доста напред, така да преку сите тие технички можности можеме да си дозволиме и како one man show да излеземе така на сцена. Возбуден си од вечерашниот концерт? Сум. Да. сум. Има нешто што те плаши или е веќе све добро подготвено, организирано? Па не. Да, јас се надевам дека технички се ќе биде во ред. Тоа е тој момент да биде се во ред и јас мислам дека ќе биде и така. Тоа што е претопло за виолинист не е страшно, веројатно пострашно е ако е студено, па да ти се вкоча над прстите, а вака Да. ќе биде доволно опуштени. Опуштено, да. Сигурно. Глигор, јас ти благодарам и за твој гостување, ти посакувам голем успех и те очекувам наскоро со следниот твој проект, бидејќи знам дека ти не запираш, дали ќе бидеш во истата фаза или во некоја друга, тоа ќе видиме. Има проекти, исто, значи покрај Скопско лето вечерва во 20:30 во Сулијан. Наредната недела 21 јули во кафулето Буква, значи настапувам повторно и настапува Кантон 6, тоа е еден проект на Мирко Попов, Владан Дробицки, што ги напоменав на почеток. Проект на PMG Jazz за дискографската куќа што издаваме. Значи, тоа е таа екипа. Ете го најавувам и тој концерт. Одлично. Ти благодарам уште еднаш.